Друштвените мрежи се извор на забава, но и измама. Како да се заштитите? Примамливи реклами кои ви овозможуваат конверзија на криптовалути и брза заработувачка, неверојатни попусти од познати брендови, патување од соништата или дарежливи награди од кои ве дели само еден клик. Се некои од честите понуди на социјалните мрежи со кои корисниците наидуваат денес. Сепак, не треба да брзате да кликнете на понудата, која ќе ви го промени животот, како што Facebook, Instagram, YouTube и други платформи во последниве години бележат постојан раст на корисници, така и бројот на потенцијални злоупотреби и измами е во пораст. Социјалните мрежи станаа наш примерен извор на забава и незаменлив дел од животот, но и сериозна закана и плодна почва за измамниците, кои исто така ги користат. Според регионалното истражување Избирам дигитално, кое компанијата Виза го спроведе на почетокот на оваа година, 36% од потрошувачите во Македонија користат мобилни плаќања, но третина од испитаниците се уште не се запознаени со сите безбедносни механизми што ги штитат овој тип на трансакции. Виза представува некои од најчестите техники кои што измамниците широм светот ги користат на социјалните мрежи, како и неколку едноставни совети како да ги заштитите личните и финансиските информации. Прво на овој список е кликнување. Измамниците многу ќе размислуваат за создавање атрактивни кампањи со мамки на социјалните мрежи. Сочен наслов, неодоливо видео, актуелна статија за вести, се што ќе ги натера поединците да кликнат и да пристапат до злонамерната врска. Еднаш кога поединецот ќе кликне на линкот, од жртвата се бара повторно да се логира, да прифати дозвола за апликација или преку лажен екран за најава да ја потврди автентичноста на своите информации. Кога се регистрирате, измамниците ги добиваат вашите акредитиви, како и пристап до лозинки и информации за профилот. Лажно представување. Лажно представување или така наречен фишинг е една од честите техники со која се служат измамниците на социјалните мрежи. Измамниците ги контактираат своите жртви преку Facebook или Twitter или преку директна порака, нудејќи подарок или специјална понуда или проследувајќи линк што води до веб страница која што бара информации за вашата картичка или сметка. Друг случај е дека со кликнување на линкот, паметниот телефон го зема злонамерниот софтвер кој потоа испраќа пораки од вашиот профил до целата листа со контакти. Бидејќи пораките што ги добиваат поединци доаѓаат од некој на кого му веруваат, корисниците паѓаат во стапица и ненамерно го преземаат вирусот. Скриени или скратени URL адреси. Повеќето злонамерни кампањи се придружени со кратки URL адреси. Иако услугите за скратување URL, како TinyURL, можат да бидат корисни, тие исто така лесно може да се маскираат и во злонамерни URL адреси и да ги наведат корисниците да веруваат дека врската е валидна. Кратки URL адреси ќе видите насекаде на социјалните медиуми, но никогаш нема да знаете каде ве упатуваат затоа што скратувачите на URL линкот ја кријат целата адреса на веб страната. Така, кога користите социјални мрежи за купување, лесно можете да паднете во стапица и да завршите на лажни веб-сајтови и страници, квизови и други апликации. На Facebook или Twitter ќе видите квизови како: на која славна личност најмногу личите, кој звезден знак сте вие, или кликнете овде за да предвидите својата еднина. По завршувањето на квизот, честопати од вас се бара да се претплатите на одредена услуга и да споделите информации за картичката и сметката, кои потоа се злоупотребуваат. Како да се заштитите? Иако зачестеноста на измами на социјалните мрежи се зголемува во последниве години, сепак постојат неколку едноставни совети што можете да ги следите и да спречите потенцијална злоупотреба на вашите лични и финансиски информации. Користете проверени сајтови. Секогаш користете проверени сајтови, избегнувајте сомнителни линкови и пазарете исклучиво преку официјални сајтови на продавници, сепак постојат страници што се безбедни за купување и поддржани од страна на водечки технолошки компании. Така, присуството на брендот Виза е знак за доверливост и сигурност. Имено, Виза ја имплементираше етикетата Visa Secure на стотици илјади веб сајтови за трговци со цел да ги направи онлайн трансакциите посигурни, а на сите страници каде што го гледате логото на Виза, можете да пазарувате без грижи. Направете двојна верификација.
Бидејќи се повеќе потрошувачи користат паметен телефон за пазарење преку социјалните мрежи, важно е да знаете како во овие случаи да ги заштитите чувствителните информации зачувани на вашите паметни уреди. Денес повеќето водечки платформи за социјални медиуми нудат двојна верификација. Ова обично вклучува поврзување на вашата сметка со мобилен телефон за верификација или да дадете код испратен преку текст. Ова е наједноставниот начин да спречите хакерите да ја хакираат вашата сметка. За трансакциите на социјалните мрежи да бидат сигурни, Visa разви технологија Verified by Visa, базирана на безбедносниот стандард 3D Secure, кој е усвоен од платежната индустрија. Благодарение на оваа технологија при онлайн плаќање, на собственикот на картичката му се испраќа SMS порака со еднократна лозинка, без која е невозможно да се заврши трансакцијата. Ова значи дека собственикот на картичката веднаш се известува за сите активности на неговата картичка, вклучувајќи ги и сомнителните, а за тоа може да извести својата банка понатаму. Покрај тоа, Visa користи токенизација, технологија која во секоја трансакција возможува замена на доверливите информации за плаќање со уникатен дигитален идентификатор токен, без ризик да биде загрозен. Личните информации, како и информациите за трансакцијата, не се пренесуваат на други лица, дури и телекомуникацијскиот провајдер не ги знае информациите за вашата картичка. Ако некој го пресретне токенот, тој не може да се користи на друго место, услуга или уред, бидејќи представува единствена серија цифри што се креираат при секоја трансакција. Обезбедете само основни информации. Најдобар начин да ги заштитите чувствителните информации е воопшто да не ги давате. Повеќето од информациите што ги бараат социјалните платформи не се задолжителни. Не давајте повеќе информации за себе, вашето семејство, локација и интереси, освен ако тоа не е задолжително. Кога купувате на Instagram или Facebook, не го споделувајте пин кодот, не испраќајте им фотокопија од картичката или друг документ во инбокс, на страници или социјални мрежи. Измамниците стануваат се покреативни во пронаѓањето нови видови измами. Затоа, едуцирајте се и информирајте се на темата безбедност и користете ги социјалните мрежи мудро со мала доза скептицизам.